Младите од Западен Балкан ја гледаат иднината во Европската унија и веруваат во промени, бидејќи се прилично разочарани и демотивирани од состојбата во своите земји, алармираат невладините, повикувајќи се на истражувањата на јавното мислење. Започнувајќи од корупцијата, интернет злоупотребите и несоодветниот образовен систем, како и проблемите со вработувањето, според младите се главните причини за демотивираноста и промени треба да се случуваат токму во овие сфери. Младите, велиме дека се иднината, ма младите се и нашата сегашност. Ние мораме да ги, не да зборуваме во име на младите, туку младите треба да зборуваат во своје име. Младите треба во суштина да им дадеме простор да се вклучат, да ги преземат клучните позиции и да бараат решение и за себе, но и за нас, односно да ги поттикнат и промените и реформите. Надлежните испраќаат порака дека гласот на младите е важен и се слуша, да не ги потценуваат своите идеи, да бидат храбри и да бараат промени. Како припадник на Министерството за социјална политика, демографија и млади, можам да кажам дека нашето министерство навистина верува во младите, кои што ќе носат нови можности и ќе биде во срцето на системот кој што на секое младо лице ќе му возможи подобри можности за образование, вработување, учество во донесувањето одлуки. И ние сакаме да помогнеме во изградба на таквиот систем, затоа што најважно е таквиот систем да биде успешен. Но тоа ќе биде само ако младите се дел од неговото создавање. Дел од предлозите кои произлегува од конференцијата Младите од Западен Балкан и Европската унија, обликување на нашата заедничка иднина, се да се обезбедат механизми за поддршка на млади мајки, како и идејата за практични вежби во средните училишта за медиумска и финансиска писменост, како и предприемништво. Според една од последните анкети, иако 41% од младите во Македонија имаат позитивен став кон Европската унија, речиси половина од нив не веруваат дека земјата некогаш ќе стане членка. Ова го покажува истражувањето спроведено во јуни 2025 година во соработка со платформата Студентарија.